Poštovane prisutni, dragi domaćini, dozvolite mi protokolarno da ne se pozdravljame, predsjednik pozdravom, ministarka, sela predsjednika Milka Kašica i visoki predstavnik, zamjenik šefa kancellarijata na ulici, gospođeva Raša i protokolarno site sоработници во туди социјала секторот за образование, кабинетот, јавните службеници, се они кои сте добронамерници денеска тука. Имаме друго повод кој благодарение на добрата соработка со Унице. Ова е втор проект кој го правиме со Унице во насока на родителски развој. Пред една година отвориме 11 договори, исто така две простори за родителски развој, за маргинални групи. Сега еве сме тука во една перспективна населба, би кажа една од поживите населби во општина Куманово, населба која има природен прираст на деца, училиште кој има голем број на ученици и одлучиме токму тука да направиме вториот проект. Третиот проект е во Черкезе и се она за кое има потреба овој град. Ја би сакал да истакнам дека целиот проект е подржан од полиција во висина од околу 900.000 денари со суфинансирање на општината која го инклюдира целиот простор, кој беше доста руиниран и општината со одлука на Совет на општина Куманово во своите буџетски средства одели негде околу 1.400.000 денари заедно со пристапните патеки, решавање на колот, местната канцеларија, едно училище за образование и ова што го гледаме денеска. Значи, од една руинирана просторија успеавме да направиме едно пријатно каче за родителски развој, пред припрема за училиште и една училишна просторија, да го зборите капацитетот на ова училиште, кое, како што кажа, е многу битно за овој дел на работа. Сакам да истакнам во оваа прилика дека благодарение на добронамерниците, пред се на меѓународните организации кои сакаат да помогнат на нашата општина, еве успеаваме полека, но сигурно да правиме реконструкција, обновување и стварање услови во однос на предшколската возраст, родителски развој и за деците. Куманово во изминатите 10 години беше град кој, на моје жалење, како опозицијски лидер, единствен од неколку дена. Во Македонија и најголема општина немавме чест да добиеме една градинка од 50 градинки кои се од Бела Книжна на номерот. Затоа, благодарение на ентузијазмот, труд на моите соработници во секторот за труд и социјала, на директорот на градинката Ангел Шаеш, на кабинетот, секретарот на општината, советот кој не се ништо да врати, успеавме да направиме неколку реконструкции и успеавме да со донации ги отвараме овие цели. Во овој место порачувам дека во иднина со промена на политичката клима во Република Македонија и се створат реални услови за инвестирање во секторот на социјала, за проширување на капацитетите во сместувачките капацитети во градинките, бидејќи, како информација, Куманово има можност да смести негде приближно до 1000 деца, со сите можни капацитети сместуваме над 1300-1400 деца, а имаме потреба од над 2500 сместувачки капацитети. Од таа позиција денеска работната посета на министерот Ременска беше во насока да се створат објективни услови за изградба на нови градинки. Апострофираме неколку локации, 2 до 3 локации за изградба во нареден период на нови градинки. Пред се во места каде има просторно урбанистичко планирање и можност за плански документација. Јас верувам силно дека новите ветрови, новите времења ќе дадат можност да створиме реални услови за ран детски развој и спестување на градинки и спестувачки кабинети и проширување на можности. Тоа значи нови услови, нови наведувања и можности нашите деца бидат
pripremljeni za obrazovni ciklus. Голема благодарност од моје име, од име на граѓаните до улица, голема благодарност до Министерството за труд и социјала кој не се ништо да врати да дава подршка и голема благодарност на моите соработници кои успеваат да ми следат овој проект. Го прогласувам за отворен, се радевам дека ми се продеме со